Како и секогаш, заедно сме со различни целни групи. Денес го одбележуваме и меѓународниот ден на лица со попреченост. Тука сме во посета на Друштвото за телесен инвалидитет, мобилност во Прилеп, во нашиот град. Постојано сме во контакти со ова друштво, разговараме за најразлични проблеми со кои што се соочуваат и во изминатиот период сме излегле во пресред да ги решаваме нивните проблеми. Во најголем дел се разбира во можностите кои што ги имаме. Тоа е и една од причините за денешната посета, освен што ќе го одбележиме денот, исто така и ќе поразговараме со членовите. Ова друштво сепак е едно од поголемите, број околу 700 членови. На таков начин ќе собереме идеи кои што ќе можеме можеби во моментот да ги реализираме или да ги решиме некои помали проблеми, но се разбира и во наредниот период, затоа што сепак ни престои програма која што ќе треба да изработиме. Можеби дел од овие проблеми, односно проекти или барања кои што ќе ги имаат друштвата, ќе можеме да ги внесеме во истото. Така да и во наредниот период, како во изминатиот, постојано ќе се трудиме и ќе се обидуваме да го подобруваме статусот на сите лица вклучени во сите лица кои што се од социјален ризик, вклучувајќи ги се разбира и лицата со попреченост. Како Унија на жени при Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН секогаш ставаме акцент и внимание на значајните датуми, на значајните настани и ги одбележуваме. Еден од тие значајни датуми е денешниот меѓународниот ден за лицата со инвалидитет. Ние во континуитет соработуваме со сите здруженија. Денеска сме во посета на Здруженијето Мобилност на лица со телесен инвалидитет, заедно со председателот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Прилеп, со цел да посветиме внимание на овие лица. Како што реков и предходно соработувавме, во претходните години голем број хуманитарни акции реализиравме точно кај лица кои што се социјално загрозени, се членови на ова здружение, и денеска имаме на таква хуманитарна акција, се состои во комплет постелнина за целото семејство кој е член на ова здружение. Тоа за нас представува една голема обврска сите лица кои што се со ваков, дали телесен или било каков инвалидитет, да се чувствуваат дека тие се дел од општеството, дека се рамноправни со сите, а ние како партија, како Унија на жени, не забораваме никогаш на никој и посветуваме еднакво внимание на сите. Би сакала да го честитам денот, овој меѓународен ден на лицата со инвалидитет, да му посакам многу здравје и секогаш кога имаат потреба да се обратат до нас како Унија на жени и воопшто до нас како партија, да не заборавиме дека не само овој ден, секој ден да биде посветен на тие лица.